Минатата година Украина претрпе голема штета на енергетската инфраструктура поради интензивното руско гранатирање. Официјалните лица велат дека е погодена околу 50% од енергетската инфраструктура, оставајќи милиони украинци без струја и грејење во делови од зимата. Директорот на Истражувачкиот центар за енергетска индустрија на Украина Олександар Харченко очекува руските сили повторно да ги зголемат нападите врз електричната мрежа, бидејќи ќе има пат на температурите. Мислам дека руските сили чекаат за нив добро време, веруваат дека ова добро време е студеното време. Чекаат на вистина студено време за повторно да ги започнат овие напади. Хараченко вели дека Украина ги научи лекциите од ланската зима. Преживеавме и поминавме време меѓу 7 и 8 месеци за да го обновиме нашиот систем со многу длабок фокус на физичката одбрана, противвоздушната одбрана. Председателот на најголемиот производител на електрична енергија во Украина Енергоатом, Петро Котин, вели дека зимава државата е подготвена да генерира и дистрибуира енергија со полн капацитет и покрај руските ракетни напади. Сите 9 единици очекуваме да бидат вклучени на мрежата. Ја зголемивме физичката заштита на овие единици. Поради војните безбедносни ограничувања, официјалните лица не откриваат детали за мерките на заштита. Котин за гласот на Америка изјави дека додека се бори со предизвиците на оваа зима, Украина исто така започна да спроведува долгорочна стратегија за енергетска безбедност. Државата сака да дојде до целосна независност од руското нуклеарно гориво, што се користи за незините реактори од советската ера. Во септември горивото испорачано од американска компанија за прв пат беше натоварено на еден од реакторите. Планот е во блиска иднина целосно да се замени руското гориво, додека Украина има за цел да постигне целосна енергетска независност од Русија. Сега фокусот е ставен на преживување на уште една зима, додека се интензивира руското гранатирање на критичната инфраструктура.